Жените од социјално ранливите категории во Кочани не се заборавени за нивниот празник 8 март. Здруженијето Благородна мисија ги собра на заедничко дружење во просториите на поранешниот дневен центар Порака, каде што во моментот се организираат активностите на невладината организација. На средбата беше речено дека ова е една од ретките прилики кога некој се сетил и на овие припаднички од понежниот пол, за да им посвети повеќе внимание и грижа. Желби за здравје и повеќе среќа во животот им посака претседателката на Благородна мисија Жаклина Ѓоргиева, а по повод празникот на присутните им беа поделени и скромни подароци. Ние сакавме да внесеме една нова практика во начинот на прославување на 8 март, затоа одбравме жени од социјално ранливи категории и да ја посветиме внимание на овој ден кој што е нели предвиден за нив, а тие досега немале можност да го прославуваат или од финансиски причини или никој досега не го организирал 8 март за нив. Цвеќе добија и активистките на здруженијето кои секојдневно се вклучени во акцијата за собирање стара облека и покукнина, што се реализираше во изминатиот период, а ќе продолжи и понатаму. Поддршка за активноста на Благородна мисија дојде и од општина Кочани, како еден од партнерите во грижата за социјално ранливите категории граѓани. Општина Кочани се приклучува на прославувањето на 8 март на невладината Благородна мисија, со тоа што ја поддржува целосно во идеите 8 март да се прославува на поинаков начин. Освен општината, од Благородна мисија рекоа дека планирале во одбележувањето на 8 март за жените од социјално ранливите категории да ги вклучат и поголемите трговски маркети во Кочани, но идејата не била прифатена. Членовите на здруженијето се надеваат дека во иднина ќе имаат повеќе разбирање од одговорните лица и дека за друга слична активност ќе ја добијат потребната поддршка.